Петочно издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Најголемата штафетна трка за мир која почна на 21 февруари во Порто, Португалија, а треба да заврши во Рим, денеска помина низ Кочани. По подавањето на факелот на мирот пред општината со мала свеченост, маратонците беа пречекани од учениците од основните училишта. Трката продолжува понатаму во Штип и низ други градови во Македонија. Со порака за мир, пријателство и хармонија, најголемата штафетна трка за мир стигна и во Кочани. Низ улиците низ центарот на Кочани на спортистите кои дојдоа од Мексико, Хрватска, Романија, Австрија, Индија и други земји, се придружија и ученици од основните училишта. Меѓународниот тим од маратонци и волонтери беа пречекани пред општината од страна на помалите ученици од основните училишта, каде што се одржа свеченост во чест на мирот. Трката за мир има за цел да промовира мир, единство, пријателство и разбирање во целиот свет. Единствената порака и најбитната порака на трката за мир е тоа дека мирот започнува во нашите срца и никаде на друго место. Нашето мото е дека првиот шекор е твој. Секако ова мото го предаваме на сите и најчесто на лидерите на нашите држави, но секако ви го предавам и на вас, бидејќи вие секако нешто можете да направите за мир. Маратонците го подадоа факелот на секретарот на општината со пораки за мир и разбирање меѓу луѓето. Им посакувам добре дојден на сите учесници во трката, кои што и во Кочани го пренесуваат пораките за мир и почит во светот. Среќни сме што и ние од Кочани можеме да се вклучиме во чинот на предавање на факелот од рака во рака, кој не обединува во нашата заедничка аспирација да му понудиме нешто позитивно на светот. Почестени сме што Кочани е меѓу општините од Република Македонија, низ кои минува трката за светска хармонија, која го промовира духот на пријателството и единството. Интернационалниот тим трча со запален факел како символ на мирот, подавајќи го од рака на рака низ цела Европа. За време на трката, тркачите поминуваат околу 100 километри на ден. Се трчаат повеќе од 24.000 километри низ 49 европски држави со крај во Рим на 7 октомври. Трката за мир ја основа визионерот за мир Шри Чинмој во 1987 година. Од тогаш со оваа иницијатива се посетени повеќе од 150 држави и се истрчани повеќе од 500.000 километри. Трката е непрофитен настан, организиран и финансиран целосно од волонтери. Во неа може да учествува секој, спортисти и оние што не спортуваат, млади или возрастни лица. Факелот може да се носи неколку чекори, неколку метри или неколку километри, а може и со самото присуство да им се даде подршка на тркачите што минуваат низ улиците на некој град. Во нашата земја за 4 дена ќе бидат истрчани околу 424 километри. Драгица Здравева повторно е избрана за раководител на Источниот плански регион. Таква одлука донесоа членовите на Советот на Источниот плански регион на редовната седница што се одржа во Виница. Советот за развој на Источниот плански регион попладнево во Виница ја одржа својата редовна седница, на која присуствуваа градоначалниците од општините од регионот. При тоа членовите на Советот избраа раководител на Центарот за развој на Источниот плански регион со мандат од 4 години. Членовите на Советот на Источниот плански регион за раководител со мандат од 4 години едногласно ја избраа Драгица Здравева, која и досега ја обавуваше оваа функција. Градоначалниците во целост се задоволни од работата на Здравева и токму затоа и едногласно ја избраа повторно да го води регионот, истакна Радко Димитровски, председател на Советот на Источниот плански регион. На седницата беше донесена одлука за преотстапување на изградениот објект локален пат село Врасаково, село Судик до село Долно Трогерци на општина Штип, а градоначалниците од регионот беа информирани и за текот на реализацијата на значајни проекти за општините кои се финансираат со средства од Источниот плански регион. На седницата на Советот за развој на Источниот плански регион што се одржа во Виница беше донесен и заклучокот за ингеренции на општините за чистење на речните корита.
Едногласно беше донесен заклучок за зголемување на механизацијата и бројот на вработени во АД водостопанство подружница Брегалница Кочани, бидејќи нејзината екипираност и опременост е од големо значење за целиот регион. На последната седница на Источниот плански регион што се одржа во Виница, Советот за развој на Источен плански регион побара законски измени со кои на општините ќе им се дадат надлежности, ингеренции и автономија да бидат овластени за чистење на речните корита, а за оваа проблематика ингеренциите на Министерството за животна средина и просторно планирање да му бидат одземени. Воспротивно, општините од регионот се оградуваат од одговорност, бидејќи немаат ингеренции за решавање на проблемот, а во моментот почнуваат есенските дождови, речните корита не се исчистени. Советот за развој на Источен плански регион бара законски измени, онаму каде нема водостопански предпријатија, регулирањето на речните корита да биде во надлежност на општините, посебно во рамките на генералниот урбанистички план на градовите. Оваа мерка ќе даде можност одговорноста за уредување на речните корита да биде на општините, а тоа го бараат и граѓаните. Со цел да не се повторат поплавите во општина Чешиново, Облешево и штетите во регионот, директорот на водостопанското предпријатие Брегалница Николчо Гоцев на седницата истакна дека дефинитивно е потребен проект за регулација на речното корито, при што упати молба за заедничка соработка. Гоцев рече дека ако подружница Брегалница има добра механизација и повеќе луѓе за работа, тогаш предпријатието ќе може да им биде на располагање. Сега имаат 40 луѓе и 40 сезонци. Гоцев побара да се вработат луѓе во водостопанство. Со буџетот се предвидени средства за 22, има плата обезбедено, но не им давале дозвола. Председателот предложи да се подржат барањата на водостопанство и да се испрати заклучок до Министерството за финансии и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија. Предлогот го стави на гласање и едногласно се донесе заклучок за зголемување на механизацијата и бројот на вработени во АД водостопанство подружница Брегалница Кочани. За АД водостопанство подружница Брегалница Кочани во буџетот се предвидени средства за 22 вработувања. Затоа Советот за развој на Источниот плански регион бара да им се издаде согласно за вработување и пополнување на работните места и истовремено бара од надлежните институции да направат напори за набавка на нова механизација, која ќе биде доделена на подружницата, бидејќи нејзината екипираност и опременост е од големо значење за целиот регион. Овој заклучок ќе биде испратен до Министерството за финансии и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија. Кривична пријава заработи лице од Кочани кое е осомничено за сторено кривично дело, неовластено производство и продажба на наркотични дроги и психотропни супстанци. Надворешната канцеларија за криминални работи од Кочани поднесе кривична пријава против 43 годишниот СГ од Кочани. Пријавениот е осомничен дека сторил кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги и психотропни супстанции. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека осомничениот во средината на месец април годинава неовластено набавил опојна дрога, марихуана и амфетамин од непознато лице од Република Бугарија. Потоа дрогата ја однел во својот дом во Кочани, каде ја чувал со намера да ја продава. По извршениот претрес од страна на овластени полициски службеници на 28 април во домот на пријавениот пронајдени се и одземени 43 пакувања марихуана со вкупна нето тежина од 77 грама. Исто така пронајдени се и 4 пакувања со опојна дрога амфетамин со тежина од 43 грама. По поднесената кривична пријава против осомничениот се очекува да се поведе судска постапка. Местните заедници кои функционираат во руралните средини бараат правен легитимитет. Сметаат дека нивните одлуки треба да бидат обврзувачки за општините. Затоа бараат да се направат измени на законските прописи. Со сегашната поставеност на местните и урбаните заедници и со нивните надлежности, тие се ставени во позиција да имаат само советодавна улога. При одлучувањето за важни прашања немаат поголемо влијание, ниту пак можат самостојно да аплицираат за донации за решавање на инфраструктурни проблеми. Такви се заклучоците на представниците на местните заедници во земјата, кои се дел од проектот како да се подобри работата на местните самоуправи во Македонија, чиј носител е невладината организација Civica Mobilitas.
Председателите на местните заедници главно се задоволни од соработката со општинската администрација, но за да се решат одредени проблеми и барања на населението, сметаат дека е потребно местните заедници да функционираат како правен субјект. Многу е тешко заради тоа што немаме пари. Никакви пари, сами себе се финансираме и затоа мислам дека треба малку да преземат повише градоначалниците. Фондови има доста, али ние до сега немаме ништо од тоа земено, а и немаме поднесено, барање. Треба да се поднесе барање, ја мислам дека нешто ќе ни следува тоа. Советник во општинското собрание имаме од селото. Меѓутоа, знаеме и советот како функционира на партиска база, и местната заедница како функционира. Ние повеќе сме како, ја многу пати сам кажал, како боксерска вреќа меѓу градоначалникот и населението. Значи, ние сме тие што сме там по зоната меѓу власта и проблемите на населението. Меѓутоа, до сега успешно е и добро соработуваме со градоначалникот. Проблемот е правен. Значи, правниот проблем на местната заедница е проблем. Со законските одредби, местните заедници не се правни субјекти, немаат жиросметки, ниту пак собствен печат. Со тоа не можат да обезбедат документација во одредени јавни предпријатија и државни институции, кои на граѓаните им бараат разни потврди, каков што е примерот со ослободувањето од двојно плаќање на радиодифузната такса. Поради тоа, невладиниот сектор и представниците на местните заедници ќе поднесат иницијатива за законски измени, со цел да функционираат како правен субјект. Идната недела на локалитетот Бавчалук во Кочани ќе се одржи културно-спортска манифестација под назив Крстовденски ракувања. Иницијатори на настанот се група граѓани, чија идеја е заживување на една од локациите, што некогаш била главно собиралиште и центар на културните и други случувања во градот. Сегашни и поранешни жители на местноста Бавчалук, како и други граѓани од Кочани, во практика ќе ја реализираат идејата за организирање културен и спортски настан, што сакаат да стане своевидно обележје на овој дел од градот. Се работи за мултимедијална манифестација под називот Крстовденски ракувања, со оглед што ќе се одржи во вторник, токму на одбележувањето на верскиот празник Крстовден. Иницијативата се реализира од група ентузијасти, кои што настојуваат да му дадат живот на ова место кое некогаш во минатото било место за средби, за дружби. Таму се раѓало љубов, се раѓале нови пријателства кои што траеле цел живот. Во Бавчалук општината инвестираше во повеќе инфраструктурни објекти, а овие ентузијасти сакаат Бавчалук да го представат како место податливо за културно-забавни манифестации. Значи, целосно манифестацијата досега се организира само на иницијатива и со помош на овие граѓани. Се планира манифестацијата да има два дела – културен и спортски. Во културниот ќе настапат роднокрејни автори со сопствени поетски творби, афористичари и рецитатори. Во музичкиот дел ќе има настап на учесниците на детскиот фестивал Музички бранови, потоа на тамбурашкиот оркестар од Зрновци, како и музички групи и поединци од Кочани. Во спортскиот дел пак предвидено е да се одржат интересни надпревари во мал фудбал, кошарка и други спортски дисциплини. Организирањето на манифестацијата токму на верскиот празник Крстовден, според иницијаторите, има посебен повод. На Крстовден во минатото започнувале многу активности. Сотапани биле означувани гроздоберите, јаболкоберите, започнувала жетва. Се што се започнало на Крстовден траело, значи било успешно. Организаторите на оваа манифестација се надеваат дека манифестацијата ќе биде успешна, ќе стане традиционална и преку неа ќе заживее повторно ова култно место за кочанчани. Како подршка за успешно одржување на манифестацијата, неизбежно е вклучувањето на спонзорите, кои ветели дека ќе обезбедат закуска и освежување за посетителите. Почетокот на првото издание на Крстовденски ракувања е закажано за во вторник од 17 часот, а организаторите ги покануваат сите граѓани од Кочани и околината со своето присуство да го збогатат настанот, за да се оствари дамнешната желба за повторно заживување на местноста Бавчалук.
Со гала концертот што се одржа на плоштадот Ангел Винички во Виница заврши 31-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал Истиванско здраво живо. Годинешниот фестивал во целост ги оправда очекувањата, како по бројот на учесници од странство и од дома, така и по квалитетот на презентираните фолклорни традиции, обичаи, песни и носи. Со гала концертот на отворено што се одржа синоќа на градскиот плоштад Ангел Винички во Виница и со настап на ансамбли и групи од странство и Македонија, заврши 31-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал Истиванско здраво живо 2016. На фестивалот во изминатите 5 дена зедоа учество ансамбли и фолклорни групи од Украина, Монголија, Шри-Ланка, Јакутија, Египет, Турција, Индија, Романија, Латвија, Црна Гора и Косово и Метохија, како и 9 ансамбли од повеќе градови на Македонија. Годинешниот фестивал во целост ги оправда очекувањата, како по бројот на учесници од странство и дома, така и по квалитетот на презентираните фолклорни традиции, обичаи, песни и носи. По она што зедо учество ансамблите беше навистина квалитет нешто и може да се гледа на веб страната на ансамблот преку Facebook, дека коментарите се многу ансамбли од Македонија и од странство кои што биле на низа фестивали зборуваат дека навистина најубав и слободно да кажеме најубав, најдобро организиран програмски организиран фестивал кој што не е напорен, релаксирачки, ама секој се нешто одржува, се одвива нешто интересно и затоа учесниците секој ансамбл сака да дојде на фестивалот. Интересен е фактот дека од Македонија само нашиот фестивал Истиванско здраво живо е член на светските организации и официјов. Тоа е светска организација каде што секој не може да членува, има си правила, кои правила мораш да ги почитуваш. Истиванско здраво живо како бренд на општина Виница, локалната самоуправа го поддржува и финансиски и организационо. Годинава по пауза од 2 години од збратимувањето, за прв пат гостуваше и фолклорен ансамбл од градчето Виница од Украина, која што е збратимена со општина Виница, но поради настаните во Украина оваа соработка беше прекината. Соработката е воспоставена и очекуваат до година фолклорниот ансамбл Китка, како и стопанска делегација од Виница, да престојува во Украина, во збратимената општина со исто име како Македонска Виница. За време на одржувањето на фестивалот, учесниците посетија повеќе културно-историски знаменитости во Источна Македонија, меѓу кои и Виничкото кале, музеот Теракота, каде што се сместени познатите теракотни икони, Веровското езеро, а направија и еднодневна прошетка до Скопје, со посета на повеќе знаменитости во главниот град на Републикава. Следува информацијата од спортот. Викендов продолжуваат напеварите во фудбалските првенства на првата лига за жени и третата лига Исток. И двете наши екипи, женскиот фудбалски клуб Кочани и Осогово, ќе играат на домашен терен. В сабота на стадионот Никола Мантов ќе се одиграат 2 фудбалски надпревара во првенствата на лигите во кои настапуваат нашите екипи. По паузата во минатото коло, кога тимот на женскиот фудбалски клуб Кочани беше слободен, во третото коло ќе биде домакин на кумановската екипа Речица. Гостинските фудбалерки не се прославија во изминатите 2 кола и по двата порази, без бодови, се наоѓаат на последното место. Сепак, тоа не е кој знае каква утеха за нашата екипа, ако се знае дека таа им прави друштво на кумановки на дното од табелата и само по добрата гол разлика ја става едно место над нив. По поразот на домашен терен во првото коло од Велешки Борец и паузата во минатото коло, кочанските фудбалерки се без освоен бод и токму на надпреварот против Фенерџијата можат да бараат какво такво подобрување на бодовното салдо. Како што рековме, средбата се игра в сабота со почеток од 11 часот на стадионот во Кочани. Истиот ден на истиот терен, но од 15 часот и 30 минути ќе се одигра надпреварот од четвртото коло во третата фудбалска лига Исток. Фудбалерите на Осогово ќе бидат домакини на средбата против Брегалница Голак од Делчево. По минатонеделниот пораз од Овчеполе на стадионот Никола Мантов, сега жолто-сините ќе мораат да играат на победа, за да се извлечат од долната зона на табелата во која се најдоа по лошиот почеток во првенството. Рака на срце, ниту Делчевскиот третолигаш не е во подобра позиција.
односно со само еден освоен бод во моментот се наоѓа на предпоследното место. Од Кочанскиот третолигаш рекоа дека немаат никакви информации од Фудбалската федерација во врска со поднесената преставка за лошото судење на судијата Стојанов, кого го сметаат за директен виновник за поразот од Свети Николчани. Сепак, тие случувања се веќе минато и екипата ќе мора да се концентрира на надпреварот против Брегалница, доколку сака да остане во борбата за врвот на табелата. Заврши и ова петочно издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.